Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Љупчо Палевски беше прв човек или председател на градскиот одбор на СДСМ во Скопје, значи прв човек на Скопје таа 2000 година, кога СДСМ се прошетува на локалните избори во македонскиот главен град. Од тој временски период тој е десна рака на Бранко Црвенковски, прв соработник на Лаза Еленовски и има исклучително блиски односи со Зоран Верушевски. Тој е дел од тимот кој реализира таа операција на големото уво, кој на крај завршува со смена на Доста Димовска. Во изминатите 2 години многу контраверзи се врзува за господинот Љупчо Палевски. Има преговори со Зоран Заев да биде прв човек, повторно прв човек на СДСМ во градот Скопје. Не се договара со Зоран Заев и од најголем критичар на ВМРО, во последните неколку месеци стана најголем критичар на работата на Зоран Заев. Се смета дека неговиот YouTube профил Никола Тесла всушност е местото преку кој се презентираат или се објавуваат одредени незаконски снимени телефонски разговори. Тој тоа го демантира. Со еден збор, околу Љупчо Палевски се врзуваат многу контраверзи. Меѓутоа да не должам јас, ајде да го слушнеме интервјуто, контраверзното интервју со Љупчо Палевски и многу работи ќе станат појасни. Темата на вечер е како ќе биде решена политичката криза, дали СДСМ и Зоран Заев ќе може да формираат политичка влада, каде завршија тие 3,8 милиони снимени телефонски разговори, ако во структурите на СЈО и на СДСМ им се предадени 1,2 милиони недозволено снимени телефонски разговори, што е со остатокот од 2,6 милиони, кој е гарантот на тие телефонски разговори, кој може да ги користи тие телефонски разговори, со еден збор контроверзно интервју со Љупчо Палевски. Ке формира ли Зоран Заев влада? Тешко, скоро невозможно, математички неизvodljivo. На сила, бидејќи има нели закани, најави дека на сила ќе се обидат да формираат влада, бидејќи 67 мандати или подписи му се ставени на располагање. Добро, меѓутоа има законски кривична одговорност доколку ти на сила било што правиш оваа држава. Ке може ли да Ако ја сноси кривичната одговорност, ако го преземе ризикот, да може таква да направи. Може ли да очекуваме Заев да формира влада? Вие нели сте скептични, но еве да оставиме отворена можноста пред да се врати Бели во Америка да може Заев да формира влада во Република Македонија, бидејќи очигледно дека американската администрација во моментот во Македонија по секоја цена сака да биде формирана таа влада. Американската администрација и нејзините партнери, Џорџ Сорос. Да. Дали мислите дека ќе инсистират тие да биде формирана таа влада? Па освен американците, Бейли и господин Стивенсон и никој друг не гледам иницијатива и притисок за брзо формирање. Социјалдемократски сојуз се плаши да направи влада. Вики Стивенсон е активен изминатите 5-6 дена. Вие објавивте неколку фотографии, неколку снимки на вашиот Facebook профил. Тоа се пријатели мои на Facebook кои кај ќе го сретнат сликаат и праќаат. Разговори со Дамјан Манчевски, потпредседател на СДСМ, и разговори со Бојар Османи и со Артан Груби. Да. Значи штабски како да делуваат, господине Палевски? Целата координација е на политичкиот советник на Бейли. Он е координаторот и, да не кажам, проект менаџер. На целата операција? На сите овие 67 подписи. Што се дадени? Да. Дала дека и оној условно речено пут што се направи во Дуи, некаде 28-29 јануари, што ескалираше со неприфаќање на Дуи да биде во коалиција со ВМРО ДПМН, преку туу тарифи го има одработено господин Стивенсон. Ја би бил уште подиректен. Дуи се наоѓа под уцена од СЈО, има неколку предмети и СЈО буквално се користи за политички инженеринг и прекројување на политичка волја од избори. Неколку предмети има, не би ги кажал, пошто тоа се активни примерки на СЈО кои се спроведуваат и Дуи буквално реагира на начин што не се спротивстава, не се конфронтира со ВМРО, освен неколку поединци од Дуи. Останатото игра на време, игра на подобрување на свој рейтинг, затоа се и такви настапите. Му даде на Заев подписи за добивање мандат, а во исто време со своите политички настапи, не само Дуи Беса и останатите подписници за мандат, политички скоро го закопаа Зоран Заев со нивните настапи и изјави и промовирајќи се пред својот електорат. Палевски, имавме една ситуација 91 година,
Кога Киро Глигоров на гласањето во парламентот имаше 60-60. Да. 60 беа за негов избор, 60 беа против негов избор Да. и првиот избор на Киро Глигоров не успеа за председател на Република Македонија. Можно ли е, бидејќи ние постојано говориме 67, Точно. можно ли е Заев да дојде на некој сооднос 60-60 или да не може да формира влада процедурално, а не на сила? Па самиот инженеринг од избориве, значи влијанието на албански гласови кои гласале за Социјалдемократски сојуз е носење на македонската политичка елита, политички партии во опозиција пата-пата. Истото се направи и со албанците. Значи, дуи има 10, точно онолку пратеници колку што имаат сите останатите 3 Заедно. албански, точно 10. Пата-пата позиција представува идеална можност на Бејли да составува влади и да организира евентуални политички договори, за да некако се формира влада. Освен концентрациона влада со жесток притисок на лидерите, друго јас не гледам како математички изводливо решение. Ако е ова модел на Клинтон групацијата, и ако прв пат Клинтон групацијата на Балканот се појава 93-94 година во Босна, и ако гледаме како е завршена политичката криза во Босна со сооднос 51-49, нели Република Српска во однос на останатиот дел на Федерацијата во Босна и Херцеговина, тој сооднос 51-49 не се повтори на изборите на 11 декември. Да, со една забелешка, не се ова Клинтонови, него е Џорџ Сорос. Клинтонови се само политички артикулации на Џорџ Сорос. Значи класичен Џорџ Сорос политички. Да, тоа е комплетно негова политика и неколку, не би сакал да кажам корумпирани, меѓутоа негови политичари, као што е заменичката на Бели, вработена во отворено општество. Сорос. Да, предходно, пред Стейт Департмент. Во петокот партијата Беса ги повлече 5 потписи кои му ги доставили, му ги стави на располагање на Зоран Заев за добивање на премиерскиот мандат. Пред 1,5 месец, почитувани гледачи, го отвори прашањето за однесувањето на Беса. Ве реков дека природна коалиција на среден рок не е ВМРО ДПМН и ДУИ, туку ВМРО ДПМН ќе бара нови политички партнери, дека тоа како една природна коалиција се наметнува прашањето дека на еден среден рок ВМРО ДПМН би требало да коалицира со ДПА на Мендук Тачи и евентуално со партијата Беса. Меѓутоа да не говорам што сум кажал, слушнете некаде околу пола до 1 минута од таа емисија кај што имавме интервју на таа тема со Дарко Јаневски со Солза Грчева. Ако има коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ, јас мислам дека Беса и ВМРО ќе добијат на следните избори. Да, дефинитивно. Па тоа е оваа моја теза. Значи, оние кои што нема да формираат сега влада, тие ќе бидат сигурни добитници на следните Тоа ли е едната избори. коалиција? Мислам да. Во наредни Мислам 5 да, години. да. Очигледно партијата Беса нема да биде дел од политичката криза, туку ќе биде дел од решението на политичката криза. И почитувани гледачи, тука следствено ќе ви набројам неколку аргументи со кои ќе ја подкрепам таа моја теза. Како прво, турското влијание, а Турција е стратешкиот партнер, тоа е една од 4 адреси кај што се обрати Ѓорги Иванов во своето писмо пред 1 месец да ги информира за политичката криза во Република Македонија, че турското влијание врз функционирањето на партијата Беса е исклучително големо. Досега Тајип Ердоган, или првиот човек на Република Турција, не дојде во Република Македонија да помогне за решавање на политичката криза, бидејќи има референдум кој треба да се случи на 16 април. Јас се надевам и очекувам дека веднаш после тој референдум Тајип Ердоган ќе допатува во Република Македонија и ќе го отвори тоа прашање дека турци во Република Македонија има 7%. Тоа е некаде помеѓу 130 и 140 илјади турци кои живеат на територијата на Република Македонија. Партијата Беса е партија која е стимулирана, охрабрувана и на некој начин негувана од страна на официјалната турска политика. Првиот човек на Беса, господинот Билал Касами, од 2009 до 2011 година има работено како професор на Турскиот универзитет во Република Македонија или тој е Балкански интернационален универзитет. ФОЦИЦ е тој така наречен Совет на мудрици, кој е формиран непосредно пред формирањето на партијата Беса во 2013-2014 година, број некаде околу 30 на членови и всушност претходницата на формирањето на Беса, таа структура или тој Совет на мудрици ФОЦИЦ е под директна контрола на турската држава. Еве го списокот на Советот на мудрици. Како прв човек на таа организација ФОЦИЦ е Аднан Идрис или првиот човек на Агенцијата на Долја во Република Македонија. Меѓутоа интересни се господинот Ибрахим Калин, кој е 14-ти, подреден број 14 на тој список на мудрици на ФОЦИЦ или тоа организација која е претходна на формирање на партијата Беса, кој е доктор по филозофски науки и кој е човекот најголема доверба на Тајип Ердоган, тој е неговиот советник за медиуми и човекот подреден број 19 Месут Остцан,
кој е задолжен за решавање на кипарското прашање, кој е исклучително важно за Република Турција, бидејќи Турција смета дека треба да го заземи целиот остров Кипар и овој човек кој од број 19 во таа структура на ФОЦИТ е задолжен за решавање на кипарското прашање. Гледате, давајте од неколкуте најблиски соработници на Тајип Ердоган биле членови или биле дел од тоа основачко собрање на ФОЦИТ, кој е претходница на формирање на партијата БЕСА. Што е важно за нашата приказна, почитувани гледачи, на инсистирање на БЕСА, која не сака да седне на заедничка маса со партијата ДУИ, затоа и ги повлече тие свои 5 потписи кои ги стави на располагање на Зоран Заев, ниту во Скопје, ниту во Тетово, ниту во Охрид не се одржа таа средба, кај што трите албански партии потпишаа таа тиранска платформа. На инсистирање на БЕСА, таа платформа е потпишана во Тирана. Тоа и на таков начин е обезбедено директно мешање на Еди Рама во внатрешните работи на Република Македонија и тоа даде повод за таквата реакција на Ѓорги Иванов, кој поради таа тиранска платформа и поради тоа мешање на Еди Рама во односите во рамки на Република Македонија не могу да одели мандатот пред еден месец на Зоран Заев. Четвртиот клучен аргумент за функционирањето на партијата БЕСА дека во порталот Алмакос, кој е во собственост на Сами Мехмети, тој син на Ким Мехмети, беше прв пат објавена веста за голем расхол и голем судир во структурите на СЈО, дека Фатиме Фетај не се согласувала со начинот на функционирање на Катица Јанева, дека е било спречено да отвори одредена афера, кај што на тапет би биле високи функционери на партијата ДУИ. Еве погледнете една фотографија од тоа основачко собрање на таа структура ФОЦИЦ или Советот на мудрици, кој претходи на формирањето на партијата БЕСА. Нова фотографија ќе ги видите Рамадан Рамадани, Ким Мехмети и Ферит Мухич. Тоа е периодот кога се уште не постои раскол помеѓу Тајип Ердоган и Фетулах Ѓулен. Тројцата завршуваат на различни адреси. Ким Мехмети е еден од главните идеолози на партијата БЕСА. Рамадан Рамадани завршува во Сорос, а Ферит Мухич е пратеник од редовите на СДСМ. Есенцијата или сршта на функционирањето на партијата БЕСА, тоа е Друштвото за издавачка дејност, трговија и услуги, Логос БКА ДО од Скопје. 2015 година, на 25 март 2015 година, направена промена во основачката структура, нова печатница Логос, и тамо како косопственик, заедно со Аднан Исмаили, е ставен и господинот Ким Мехмети, кој е роден во селото Грчец. Тоа покажува дека партијата БЕСА делува на еден начин, дека Ким Мехмети е идеологот на таа партија и може да се очекува нареден временски период дека БЕСА да биде најголемиот конкурент на ДУИ на локалните избори во Република Македонија. Зошто се мирни албанците? Имате ли логичен одговор зошто во моментот се мирни албанците? Видите, ова е реално провокација да не им се прифаќа тиранската платформа или платформата на трите албански партии под покровителство на Еди Рама. Има изјави на Еди Рама, има изјави на Хашим Тачи, а албанците се мирни како никогаш досега. Албанците го чекаат македонскиот конфликт, кои двата лидера, за мене неспретни, одлично тоа го работат. Конфронтирање на македонските, на етничките македонци и останатите, по основ на нивната провокација, тоа е платформа, прави нивна многу подобра позиција во идно време кога ќе дојде до политичко излезно решение од оваа криза. Они секој ден се посилни и посилни во излезното решение кое сега за сега го нема, меѓутоа мора да се изнајде. Излезно решение може да биде политика, може да биде војна. Гледате, господин Палевски, например, со ваква реторика, каква што сега заговарат албанските политички партии, кој од ден на ден се радикализира, говорам за политичката реторика, бидејќи не таква политичка реторика немавме ни 2000 година пред 2001. Па и за време на конфликтот немаше таква реторика. Немавме таква. Од села, од делови и структури на ДУИ, и од командантите, па дури од нивниот командант од Призрен, таква реторика не слушнав ја во ни едно комунике 2001 година, дека македонците се синтетски народ, вештачки створен и така натаму. Дека и сега вршиме геноцид со тоа што не ги признаваме. Точно, и дури во ниедно соопштение на Али Ахмети како командант од Призрен 2001 година не е спомнат геноцид дека е направен, па они направиле војска. Така. 2001 од територии нормално нема во писмена форма никаде соопштение околу териториите, освен првото, мислам, кој Соколи го даде, не Али Ахмети, него Соколи. Командант Соколи. Да. Сите останати комуникија не се бавеа со територија, него се бавеа со права. А камоли геноцид? Со човекови права. Точно, ги бара, дигнале востание, борба, они се сметаа себе за востаници, ние ги сметавме за терористи. Значи, со ваква реторика, освен Зоран Заев,
Провокација за македонците. Ниту еден македонски политичар кој држи до себе, значи велам освен Зоран Заев, никој не би коалицирал во иднина со албански политички партии кои стојат на такви политички стојалишта. Со таквата реторика и со оваков јавен настап на албански политичари се добиваат две работи. Првата е се подигаат емоциите и фрустрацијата кај македонците, очигледно се потребни за нешто, бидејќи тоа системски се прави. Не е случајно, бидејќи се надоврзаа, како што кажа, се надоврзаа и Еди Рама и Хашим Тачи и комплетната политичка албанска елита. Се дигнаа емоции, а во исто време и се направи Зоран Заев да биде уште поголем зависник од албанските потписи. Бидејќи со вакви емоции кај македонците, Зоран Заев во наредниот период, ако остане лидер на СДСМ, може да забори на неопределените гласови во Република Македонија. Да, меѓутоа уште поголемата штета е што дефектот на меѓуетничките односи кои се произведе заради правење влада ќе биде малце подолгорочен, бидејќи тука гледам дневно навреди малце посериозни и по број, па дури и по вертикала, од обичен чувар се тепаат по фирми, македонци и албанци, до лидери на партии. Не само лидери на партии, не се објавува по медиумите, меѓутоа секој вечер по кафаните, по кафичите во Скопје и низ Македонија има тепачки помеѓу симпатизери на една или на друга партија, помеѓу македонци и албанци. Платформата наместо да залепи околу некаков граѓански концепт, платформата дополнително ги радикализираше паралелните општества албански и македонски во една иста република, Република Македонија. Талат Џафери со една таква дезертерска кариера за себе, дезертира од ЈНА, дезертира од Арама, може да направи одлична политичка кариера. Министер за одбрана сега односно председател на Собранието на Република Македонија. Талат Џафери дури е убава варијанта на Дуи за председател на парламентот. Меѓутоа, која е втората? Па не ја знам персонално, меѓутоа знам дека тоа не е квалитативно квалитет политички на чело на парламентот, него тоа е една од уцените на Дуи, доколку Заев сака да биде премиер. Значи они можат буквално и магаре да постават за... Значи директно уцена. Да, само мора магаре да биде албанско. Така? Да. Кој го руши Дуи? Бардо Љашари од Сорос или, односно, кој го руши Али Ахмети, да го конкретизирам прашањето. Кој го руши Али Ахмети? Бардо Љашари од Сорос или Фатмир Дахари, градоначалникот на Кичево? Кој според вас е клучниот играч кој го руши Али Ахмети во Дуи? Вака, значи, рушењето почна со преку Муса Џафери, нападот на Муса Џафери и на Ермира. Тој е заедно, значи тука е Сорос во прашање, бидејќи се рушат мостовите на политичка и бизнис работка помеѓу Дуи и ВМРО. Значи, рушењето не е на Али Ахмети за да му се земе лидерската позиција, туку сите веќе изградени, после 10 години коалиција, изградени односи политички, било какви криминални бизнес интереси, помеѓу ВМРО и ова, беа по име и по презиме екзекутирани. А ова што го гледате денеска е конкретно настапот на Меджити во градоначалникот на Чаир, е поголем социјалдемократи од мене и од било кого во настапите на Телма или така натаму. Он воопшто не говори за позиции политички на Дуи во овој момент, туку он ми раскажува за кој е подобар, дали СДС или ВМРО, кој повеќе прифатил од платформата. Дури мислам дека и Теута исто така е во тие кадрови. Како да се работи на еден проект за Сириза или претварање на СДСМ во Сириза, едно тотално ново обландирање, кај што еден дел од албанската политичка елита која гледа што се случува на бродот на Дуи, мислам на Ермира Мехмети, на Теута Арефи, на Изет Меджити и така натаму, на Невзат Бејта, би скокнале на бродот на СДСМ на Зоран Заев. Па не чудо и членски книжки да имаат они од Социјалдемократски сојуз. Меѓутоа проблемот што е? Моделот го имаме Мухамед Зекирин, или кој стана функционер во декоративниот албанец. Така го викам. Проблемот не е што ни рипаат на бродот од сериозна политичка партија, после 20 кусур години стана невладина организација на Џорџ Сорос. Веќе со име СДСМ. Кој според вас ги натерува албанците во Тирана да ја потпишат таа платформа? Односно, кој го минира целиот тој проект со носење на албанците во Тирана, давање можност да се проблематизира таа платформа и да се наметни како мешање на една држава соседна во внатрешните работи на една друга соседна држава?
Еди Рама е најодговорниот политичар, бидејќи он не само што има проблем со своите позиции у Тирана, он има проблем и со меѓународна заедница, него голем сојузник и негов татко, идеолошки татко е Џорџ Сорос. На свадбата на синот на Џорџ Сорос, тоа може лесно да се провери, единствено присатен од Балканов е Еди Рама. Значи, толку е близко тоа пријателство. Па он е дел од корпорацијата на Сорос. Велат дека беса, тоа се обвинувањата на Дуи и тоа се обвинувањата на дел од албанските политички аналитичари, не сакала да седне на иста маса со Дуи било каде на територијата на Република Македонија, нудено е Скопје, нудено е Тетово, нудено дури Охрид, нели, да биде потпишана заедничка платформа и затоа е отидено во Тирана под покровителство на Еди Рама. И дека всушност беса го прави тој упат во системот да мора да биде Тирана и официјално вмешана во потпишување на таа платформа. Тоа е лага на беса, затоа што сакаат да бидат големи патриоти и така натаму. Тирана, идењето во Тирана има повеќе цели. Едната и навреда на македонците, бидејќи во самата та тиранска, освен што е географски, потпишана во Скопје, меѓутоа сликана во Тирана, да направам компромис, да прифатам тоа што го зборат албанците и беса посебно, дека тука е потпишана, они се сликани таму сите на заедничка маса, па тоа стануваат, па се сликаат од Вометрашов, влавот од Корча, Еди Рама, кошаркар Еди Рама. Влавот од Корча Еди Рама, да. Се сликаат околу него синот на Крстач Рама. Да, значи они не само што географски тоа го прават, самиот начин, процедурата, сликањето, објавувањето, промовирањето на тие слики е целта е навреда на достоинството на македонецот, со кого они сакаат заедно да живеат, да градиме граѓанско општество. Тоа може да го направат универзална сала, тоа може да го направат со Ѓорѓе Иванов. Може било каде. Било каде, и тогаш ќе беше граѓанска. Во матична држава, соседна матична држава, нема шанси тоа да биде било каква граѓанска политика. Тоа е провокација на албанците, на македонците. Очигледно, дополнително македонецот многу цивилизирано реагираше, беше промовирана и објавена на Божиќ. Заради таквото цивилизирано однесување на македонецот, може би некој ќе каже, не разбрал, не сакал, се плаши. Намерно објавена на Божиќ. Следеа ско неколку десетина имаше инциденти медиумски, каде што лидери на албански партии дополнително не навредуваа. Алсад, Телма. И целта беше токму тоа македонецот да се дигне. Да се испровоцира. Да се испровоцира, да се дигне и сега гледате откако тоа се случи. Последно е дека Македонија може да има излез на море. Не, Сорос инженирингот ако стане дел од голема Албанија, нели? Тоа е рано е за голема Албанија. Сорос инженирингот во моменти кога народот излага на улица, колку и да се 30, 40, 50 илјади, небитно, сигурно се исто колку и шарените. Значи има легитимитет ово излагање на улици. Што се случува? Инженирингот на Сорос иде понатаму. Како? Дополнително прави конфликт. Ти искаче Мирослав Грчев и вика дека се гниди вакви такви, луѓето, не знам како може интелектуалец да си дозволи за 50.000 луѓе во колумна да напишам, а може да се случи како со Павлович Латас, ќерка му да биде на тие протести. А он мртов ладен во колумна. Значи тоа е дополнување на провокациите од тиранската платформа албанска, какви да е. Декларација. Вели излезени од канализација и разлеени по скопските улици. Точно. Тоа се луѓето кои взимаат пари од Сорос за во овој момент наместо да ги испочитуваш луѓето, да политички да ги изменаџираш, да направиш политички компромис за тие луѓе да што протестираат, ти влагаш у комбинации каде што дополнително ги навредуваш. Ако име целта да излезат 200.000, на одличен пат се, нека продолжат да ги навредуваат луѓето без везе, бидејќи имаат право на протест. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите, се враќаме со втори дел на нашето интервју со Лупчо Палевски. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце.
Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Што е карактеристично за македонската политичка криза или за решавањето на македонската политичка криза, почитувани гледачи? Тоа е дека притисокот не доаѓа од НАТО структурите или од Вашингтон, туку доаѓа од Европската унија или од Брисел. Што тоа значи? Тоа значи дека денес Европската унија всушност е логистика на функционирањето на тој поразен двоец на изборите во Америка. Бил Клинтон и Хилари Клинтон и Барак Обама, односно целата Сорос структура, која губи битката на територијата на Соединетите американски држави, своето делување го префрла на територијата на Европската унија. И денес Европската унија е всушност орудие во раците на Сорос и на групацијата Клинтон за воспоставување на одредена нестабилност во регионот на Западниот Балкан. Пред една недела првиот човек на Европската комисија, господинот Јункер, испрати предупредувачко интервју до првиот човек на Соединетите американски држави, господинот Доналд Трамп, кај што го критикува неговата најава или неговата заложба да се повлече од територијата на Западниот Балкан. Според изјавите во тоа интервју или според стоелиштата или според ставовите кои господинот Јункер ги дава во тоа интервју, тој вели дека ако ги оставиме сами Босна и Херцеговина, Република Српска, Македонија и Албанија, сите овие земји повторно ќе имаат војна или ќе поминат низ одредени војни конфликти. Тоа всушност, почитувани гледачи, како подготовка на терен да се случи нешто неубаво во регионот на Западниот Балкан. На 21 март структурите на Сорос во Република Македонија објавуваат јавен повик, грантови и тренинг за заекнување на капацитетите на невладениот сектор за обезбедување помош за мигрантите. Почитувани гледачи, постојат два модели да се предизвика воена и политичка криза во рамки на Република Македонија. Посебно говорам за еден воен конфликт, тоа да се прави преку албанците. И ако гледаме дека албанците се доволно мирни во овој временски период, дека нема добиено се уште зелено светло од Пентагон да прават нешто во Република Македонија и веројатно нема ни да добијат такво зелено светло, тогаш останува отворена можноста преку таа река на бегалци да се предизвика воен или безбедносен конфликт на територијата на Република Македонија. Структурите на Сорос веќе се подготвуваат за на таква можна разврска. Ова се фотографија од средбата помеѓу државниот секретар или министерот за надворешни работи на Соединетите американски држави господинот Тилерсон и министерот за надворешни работи на Република Грција господинот Коцијас, тоа е пред 3 недели во канцеларијата на господинот Тилерсон или во Стейт департментот во Вашингтон. Се разговара за сите отворени прашања на Балканот. Меѓу редови господинот Коцијас го информира државниот секретар на Соединетите американски држави дека албанците се клучниот нестабилички фактор или клучниот фактор за правење нестабилност во регионот на Западниот Балкан. Тоа е исклучително важна средба, кај што првпат се отвора прашањето на така високо ниво дека албанците може да го дестабилизираат целиот регион на Западниот Балкан. Зошто е битно влијањето на Грција и зошто е битно таа посета на грчкиот министер за надворешни работи на Америка, бидејќи Грција и ден денес се уште има битно влијание во делот на Јужна Албанија. Преку властите, преку грците, преку грчката православна црква, Грција контролира еден значаен дел на Јужна Албанија. Упориштето на социјалистите на Еди Рама во Јужна Албанија, упориштето на демократите на Сали Бериша во Северна Албанија. И ако Грција има добиено зелено светло од американците да прави нешто во Албанија, тоа ќе го прави во делот на Јужна Албанија. Се сеќавате, почитувани гледачи, на оно доаѓање на господинот Грилакис во Република Македонија, тоа некаде 94-95 година, кога бега од Грција и емигрира на територијата на Република Македонија, тој е големиот шеф на грчкото воено разузнавање. При неговата посета во Република Македонија, тој на македонските безбедносни структури на располагање им ги става сите разузнавачки информации како функционираат грчките служби на територијата на Јужна Албанија. Затоа е многу битно грчката помош за Република Македонија при евентуално албански обид за дестабилизација на нашата држава. Овие се фотографии од средбите на господинот Стивенсон, кој е политички советник во Американската амбасада во Скопје, кој доаѓа на таа функција некаде јули 2015 година и неговите средби со потпредседателот на СДСМ господинот Дамјан Манчевски, со Бујар Османој Дуј и со Артем Грубио Дуј. Тоа покажува дека ти делуваат на некаков начин штапски, почитувани гледачи, дека тие две политички партии под покровителство на господинот Стивенсон се подготвуваат за еден завршен удар за формирање на таа коалиција помеѓу Дуј и СДСМ. Дали тоа ќе се случи, јас тешко верувам и воопшто не верувам дека е
возможна на таква политичка разврска, но тоа не значи дека американската амбасада нема да направи све да биде формирана таа влада помеѓу ДУИ и помеѓу СДСМ. Два датуми се битни за формирање на таа влада, почитувани гледачи. Таа влада треба да биде формирана пред свикување на седница на Советот за безбедност, кој ќе ја води Ѓорги Иванов, и таа влада треба да биде формирана пред одржувањето на тој најавен самит или средба помеѓу Доналд Трамп и Владимир Путин, кој треба да се случи во месец јуни оваа година. Значи, пред тие два важни датуми, американците треба да ја формираат владата помеѓу СДСМ и ДУИ. Што сака да искористат? Сака да го искористат отсуството на Доналд Трамп од овој регион, сака да го искористат сегашното отсуство на Тајип Ердоган и на некој начин да се рехабилитират по двата или трите последователни порази кои на територијата на Република Македонија ги имаат претрпено во таа конфронтација со структурите на МОСАД или на израелската тајна служба во однос на македонските политички разврски. И најопасно е, почитувани гледачи, тоа што никогаш не треба да го заборавите, јас 3 пати ви го повторувам во сите мои емисии, дека во моментот на територијата на Република Македонија се води таа крволочна борба помеѓу структурите на Доналд Трамп, кои се персонифицирани преку Пентагон, и структурите на поразената групација Барак Обама, Хилари Клинтон, кои се персонифицират преку делувањето на ЦИЕ. Да состојбите за политичките разврски во Република Македонија исклучително важно, почитувани гледачи, дека во петокот и официјално господинот Помпео со одлука и согласање во Сенатот на Соединетите Американски држави е избран и официјално да биде прв човек на ЦИЕ. На тој начин се стеснува маневарскиот простор на тие одметнати структури на ЦИЕ да прават тоа што сака да го прават или тоа што има добиено како налог од тој двоец во заменување Барак Обама, Хилари Клинтон на територијата на Западниот Балкан, посебно на територијата на Република Македонија, посебно во престрет и за одржување на тие избори на 11 декември минатата година. Вела дека всушност ова конфликт на структурите на Хилари Клинтон или која персонификација на целото она, ајде да речеме, милија и платформа на Џорџ Сорос за редефинирање на овој дел на светот, и дека на Балканот тие нивни опоришта сте во моментот најсилни. Па дури Јункер излезе со еден апел да не се прави нова војна за Западен Балкан. За Западен Балкан. Мислам дека всушност, да речеме, тој конфликт кој го изгубија условно речено во Америка, структурите на Сорос сака да го инсталират на Не, они се овде инсталирани од претходната администрација, не сакаат да го инсталираат. Они се тука инсталирани, СДС, ВМРО и така натаму. Многу луѓе внатре во ДПМН лапаат пари од Џорџ Сорос. Значи, они се веќе инсталирани тука. Проблемот со Џорџ Соросов дека ќе кулминира у Америчкиот Сенат. Конкретно, пред 3 дена Бейли беше на разговор со, мислам дека или сенаторот. Значи, ние снимаме четврток, како велиме пред 3 дена, емисијата оди во недела, значи некаде пред 6 дена. Така, негде 5-6 дена, Бейли беше таму на разговор, од поставени 10 прашања од сенаторот ли, има одговор само на едно прашање, а тоа е дека тоа не сум јас, тоа е амбасадорот пред мене, мислејќи на Волерс. Господинот Волерс. Да, така да Бейли нема многу одговори на све ова што се случува и нема одговор за прашањето околу неговото мешање и одговорност. Во внатрешните работи на Република Македонија. Комплетно и во изборниот инженеринг, бидејќи многу пари се потрошени. Располага ли власта во заминување или власта во останување, ќе видиме која политичка разврска ќе биде во рамки на Република Македонија, со доволно компрометирачки материјали за однесувањето на американската администрација во изборите, пред изборите и по изборите, влегувањето во Државната изборна комисија и слични некои политички гешефти? Не, тука освен такви јавни, медиумски докажани нивни мешања, постојат и сериозни наводи на Управа за приходи во извештаите за невладиниот сектор, како се делени пари, зашто се делени. Затоа е Фани Канафиловска толку избезумена, нели? Вели тоа е удар на слободата. Точно. Најуредно сите тие материјали се преведени на англиски и се веќе во Сенатот на Америка. Значи 100-0 се фатени. Во однос на парите се 100-0 фатени и тука Бели не знам како ќе се извлече од целава работа или ајде влада се извлече на време си дај оставка. Се пензионираше. Меѓутоа другиве како ќе се извлечат не знам. Кој всушност врши притисок врз СЈО да не се отвора истрага во однос на ДУИ или во однос на Алек? Па само, само инженерингот амерички, а тоа е Бейли. Викнете,
Првичната кавга, зборам во порталите, ви имавте нешто и пишувано кај вас на Facebook профилот, меѓутоа првичните кавги во порталите се објавува во Алмакос. Алмакос е портал на синот на Ким Мехмети, Сами Мехмети, кој беше кандидат или еден од кандидатите во оној кастинг што се правеше за наследник на Владе Милчин. Добро. Ким Мехмети важи за близок на партијата БЕСА, е косопственик, нели, не. Изворите се директно од СЈО, бидејќи кавгата е голема таму што е направена. Многу луѓе после таа кавга сватиле дека тоа е класичен инженеринг. Значи, очигледно дека СЈО буквално е еден од кабелите за медиумско настапување на опозицијата. Како Али Ахмети одлучува според вас да коалицира со Зоран Заев? Има една приказна, која ви сакал тука со вас да ја твориме, дека дента кога Зоран Заев оди на она легендарна средба во Мала Речица, Добро. на разговори со Али Ахмети, значи дента Али Ахмети е во Скопје и има средба со Бранко Цренковски. Не знам за таква средба, дека Али Ахмети има средба со Бранко Цренковски. Последен тамо што се појави дипломат пред официјално соопштување дека се даваат подписите за взимање мандат е еден автомобил од норвешката амбасада од Белград. Да, имаше една снимка со норвешка амбасада од Белград. Значи, притисокот врз Али Ахмети, уцените врз Али Ахмети да влезе во проектот со Зоран Заев е огромен и доаѓа првенствено од СЈО. Од СЈО, значи. Да. Специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство, бидејќи Зоран Заев пушти само еден дел од бомбите, нешто бенигно, а најголемиот дел од прислушкувањето на ДУИ, врз функционери на ДУИ, се наоѓа во СЈО. Се уште во СЈО, значи. Да. Еден помал дел, бидејќи еден голем дел за однесувањето на ДУИ на Али Ахмети, се уште не му е дадено, не му било ни дадено. Па комплетно чаирското раководство е комплетно сработено во предмет. Лиле Стефанова го работела предметот, а требало да го земе и да го процесуира понатака предметот Мериме Фетај. Кавгата е тука кога Катица го земено предметот и заклучено. До дальнек тоа. Значи Лиле Стефанова го има одработено. Го има одработено, она комплетно го има завршено Лиле Стефанова, а тоа мислам дека околу некаков изборен фалсификат во Чаир за избори. И тоа е главната уцена со која се носат политички одлуки кои немаат врска со намерите, желбите и на членството. Се носат одлуки под диктат. Ѓорги Иванов е клучен фактор на политичката разврска во Република Македонија. Во два наврати успева да ги скрши или да ги растргне сценаријата на ЦИА за одредена политичка разврска во Република Македонија по волја на структурите на Централната информативна агенција на Соединетите Американски држави. Прв пат тоа го прави со аболицијата некаде пред 1,5 година, до 2 години, и втор пат го прави со недавањето мандат на Зоран Заев. Пред 3 недели во монденското летовалиште Анталија на брегот на Медитеранот или во тоа најголемо монденско летовалиште во Турција, Анталија, има средба на началниците на генералштабовите на руската, на турската и американската армија. Една од точките која се разговара на таа средба е состојбата во Република Македонија. Во овој момент Ѓорги Иванов има исклучително добри односи и со структурите на Москва, и со структурите на Анкара, и со структурите на Вашингтон, блиски на Доналд Трамп. Еве снимка од таа средба која се одржа во Анталија некаде пред 3 недели на началниците на генералштабовите на трите армии Турција, Соединетите Американски држави и Русија. И еве фотографија од посетата на началникот на генералштабот на македонската армија некаде пред 1,5 месец на командата или во градот Висбаден, кај што е сместена командата на армијата на Соединетите Американски држави задолжена за состојбата во Европа. Таму има остварено неколку битни средби, остана 2 дена и договори многу клучни работи поврзани со еднината или со безбедносната структура во рамки на Република Македонија. Пред една недела по повод 20 години од функционирањето на Агенцијата за разузнавање на Република Македонија, врховниот командант господин Ѓорги Иванов со орден ја одликува оваа агенција за работите кои ги прави во интерес на Република Македонија.
И веднаш после тоа се случува кадровска рокада во врвот на Агенцијата за разузнавање, кај што за директор на Агенцијата за разузнавање избран господинот Зоран Иванов, кој на таа функција, пазите почитувани гледачи, внимавајте, на таа функција како директор на Агенцијата за разузнавање господинот Зоран Иванов доаѓа од функцијата началник на военото разузнавање во рамки на службата за воена безбедност и разузнавање. И гледате како се затвора кругот, почитувани гледачи. И кога човек вака ќе ви ги презентира сите тие информации, добивате една слика што ќе се случи во рамки на Република Македонија. Господинот Зоран Иванов, или новиот директор на Агенцијата за разузнавање 2001 година, бил активен учесник во тој конфликт 2001 година во делот на специјалните македонски безбедносни единици. Сега важи како еден од главните експерти за психолошка војна која се води на територијата на Република Македонија. Тоа е всушност тимот на Ѓорѓе Иванов, некаде составен од 20 луѓе, кои водат целата оваа операција за зачувување на безбедносната стабилност на Република Македонија во услови на ваква драматична политичка криза. Имате една информација, може би спекулација, дали во мобилниот телефон на Али Ахмети Зоран Заев е запишан под шифра или под име Камиказа? Да, така го води и Муса Джефери и Али Ахмети во телефонот име, контактот Зоран Заев е Камиказа. Значи Муса Джефери и Али Ахмети го Да, имаат во својот мобилен Камиказа. телефон. Зоран Заев под името Камиказа. Камиказа, да. Зошто? Па неговите чекори политички, прво, конкретно, на недобиени потписи, он со изјава и ги прифаќа сите барања на албанците, пред да почне да преговара. Што значи тоа? Бранко Црвенковски може тебе да ти потврди, ти си новинар. Али Ахмети е вешт преговарач. Без разлика што се симнал од шума, се бави со политика, тоа е со демиграција, тој се бави со политика. Кога ти во ваква една тензична состојба ќе му прифатиш во целост барање на еден политички блок, а дури потоа ќе седнеш да преговараш, најмалку ше 2 до 3 работи ќе излезат како услов за формирање влада надвор од тиранската платформа. За жал Зоран Заев дури сега ќе научи и вежба политика на сите нас, вежба политика на тиранската платформа или декларација на албанските партии. Сум сигурен дека Али Ахмети надвор од платформата ќе нема да ми изненади доколку на крајот цела оваа разврска заврши со премиерот Дуј. Значи, всушност, не треба да биде Камиказа, туку Куку, но не Камиказа, бидејќи ако вежба политика нели на тиранска платформа И на нас сите. и на нас сите, и ако Али Ахмети е веш преговараш, тогаш би требало Куку, но не каква Камиказа некако да го запише. Бидејќи имате ли логичен одговор на таква подршка на американци? Човекот освоја 49 пратеника. Значи на ваква подршка на американци немало никогаш и никој во изминатите 25 години на македонската современа политичка историја. United States или State Department, да не кажеме ЦИА, State Department, во мешањето беше брутална. Меѓутоа, немаме одговор, ниту јас имам, нема никој одговор и никој не поставува политичко едноставно прашање. Доколку ставиле и успеале со инженеринг да му подготват 50.000 според изјавата на Заев у Теарце, 50.000 албански гласови, зошто не ставиле уште 30.000 и да немаме политичка криза во Република Македонија? Тоест, да разликата биде во корист на СДС најмалце 5, 6, 7 пратеници. Тоа не е направено. Истото се случи, доколку решиле да го преполоват или да го уништат Дуј, да донесат нова албанска политичка елита на нашава сцена, и исто така United States, State Department, тоа не го направи. Туку испорача резултат 10 спрема 10, 10 Дуј, 10 сите останати. На тоа нема одговор, а по мене одговорот е следен. Што е горе, тоа е боле и е политиката на State Department во Република Македонија, затоа што без State Department не може да се конституира парламент, не може да се направи влада, останува во моментов само Хорхе, легитимен функционер на оваа држава. Ѓорѓе Иванов, Да, Ѓорѓе Иванов. кој успеа 2 пати шемите да им ги поремети на американците. Да. Со аболицијата, без разлика како Вака, ќе биде јас, оценета аболицијата. Ѓорѓе Иванов, председателот, и со него давањето сакам на заради мандата. некакви идеолошки, бидејќи мене ме нервира неговото удварање на русите или импресии од Русија. Јас тоа не го сакам и тука мене ме нервира председателот, меѓутоа успеа и покажа во Западен Балкан, во рамки на Западен Балкан, најголем интегритет од надворешни влијанија. Тоа може да биде заразно. Замислете, утре може Хан да оди у Софија
и Бојко Борисов или не знам, господинот Раде да рече не сакам да се сретнам бидејќи се мешат у нашите внатрешни работи. Вучич или било кој друг политичар од Западниот Балкан, ако овој модел кој го инсталира Иванов успее нели да издржи, тоа ќе стане заразно. Тоа е Васко, проблем. не може да стане заразно од друга причина. Кај нас авторитетот политички предходно пред да стане председател Иванов не е случај со Вучич. Еве сега Вучич ќе биде новиот председател, меѓутоа Вучич е тата, он е лидерот во Србија кој се кандидира за председател. Истото и со Бугарија, Бојко Борисов. Значи он ќе биде следниот премиер, нема да биде некој друг. Значи тамо се многу поисконтролирани работите во смисол на моделирање и прајање некаква политика. Кај нас се исконтролирани не за прајање политика, него се исконтролирани работите за стварање криза политичка, од која до сега не чув дека има некој било каква идеја за излез од оваа политичка криза. Пазарен ли е заев за 60.000 албански гласови и плюс 30 до 32.000 македонски гласови кои изминатите 15 години воопшто не излегувале на ниту едни избори во Република Македонија, те се појавуваат сега нови избори и плюс 60.000 албански гласови. Дали е пазарен според вас? Не е пазарен, должен е. И уште должи и ќе должи во неговата политичка кариера колкава и да е, не знам колку ќе би трае. Во неговата политичка кариера тој доста беневолентно кон долговите се однесува. И всушност сите кои му имат наметнато долгови или му дале кредит за политичко функционирање, успел да им забие нож во грб. Предпоставам дека и сега смета дека може на исти начин да се однесува со тие 60.000 албански гласови, со тие македонски гласови кои му се ставени на тацна. Личното искуство со Зоран Заев мало е, не е големо. Е многу едноставно. Он на ветување има ново ветување и така со сендвич од ветување он така функционира и во Социјалдемократски сојуз. Така да он само ги одлага проблемите и гледаш дека и денеска Социјалдемократски сојуз зборува дека час поскоро ќе направи влада, а во исто време почнаа да искачаат на реплики и самите себе си купуваат време. Му даваат време на ДПМН у парламентот. Вие напишавте една анализа кај што велите овој проект всушност не е проект на Зоран Заев. Не, Посочувате три имени. Зоран Верушевски, Владе Милчин и Љубомир Прачковски. Да. Велите Зоран Верушевски го опреми со прислушкувани материјали, значи му даде муниција да може да се бори. Му даде оружје со кое он е неприкосновен владетел, меѓутоа треба да знаеш нешто направи. Владе Милчин му стави медиуми на располагање и му стави комплетно средства од Сорос, а Љубомир Прачковски му даде на интелектуално лакирање на Социјалдемократски сојуз, во кој нема интелектуалци. Сите имиња ги спомнавте или заборавивте едно? Па Бранко Цренковски штама, ќути, го нема нигде. Мислите дека молчи или дека е активно вклучен во целата оваа работа? По мене, види, имам јас непроверена информација, меѓутоа, без разлика што јас со Бранко Цренковски сум имал многу големи конфликти, во моментов не гледам причина со напад врз Бранко Црвенковски да можеш да проектираш некакво излезно политичко решение или да правиш некаква корисна политичка, дали анализа, настап, изјава, што и да е. Бранко Црвенковски недопустливо ќути во овие моменти. Значи, овие моменти се многу потешки од 2001. 2001 имавме странска интервенција и имаше излезно решение стаено на хартија, рамковен договор. Денеска направивме две хартии, првшен еден, два, направивме избори демократски, не војна, и влеговме во системска криза. Што сега Бранко да кажем, Црвенковски ќути. Бранко Црвенковски го нема, а недопустливо е, бидејќи овој народ му дал многу пати, 2 мандата, премиерски и еден председателски, и не може да ќути веќе. и на крајот на криштата го аболираше човекот. Па да, Кој он сега го сака да поседува, има стане хипотека на Заев, има. Интабулација. Интабулација од прв и втор ред. Прв и втор ред. Да. Радмила Шекеринска е жирантот. Жирантот. Да. Има ли оставка Радмила Шекеринска? Има од 2015 година, кај него фиока. Кај Зоран Заев. Да. Многу ми навела дека ако Зоран Заев направи политичка влада, на еден или друг начин, првата жртва ќе биде Радмила Шекеринска. Па сигурен сум дека тоа ќе го направи Зоран Заев. Зоран Заев има бизнис интерес, шемата од Струмица кој бизнис систем да имплементира на ниво на држава. Тоа е неговиот личен мотив за влагање во овој проект. Велите дека стана збор за еден комплот на струмички и грчки капитал
кај што персонификација владиката Наум. Дека владиката Наум е всушност тој спиритус мовенс на целата таа политичка кариера на Зоран Заев. Владиката Наум е деструктивен човек, тој е туѓа позиција монтирана од црквата и ја не можам да ги разберам ни ВМРО дилетантски настапија во целиот тој процес околу и мерките и обвинувањето за подкуп, дека очигледно сите чувме дека се работи за подкуп или обид за подкуп. Меѓутоа не може ти да бидеш партнер во криминалот со црквата и сега ти да бидеш прво обвинета црквата, тоест струмничкиот владика да не биде обвинет, кога во мерки се кажува 1 евро за мене, 1 за црквата, 1 за Вице, тоест за општината. Значи црквата е третинката. Па, он е рамноправен партнер во криминалот, што се гони, не е докажан се уште, нели, презумција на невинност. Така е. За разлика од овие желативе на СДС кои, нели, дури во случајот подкуп Заев е невин, доека не се докаже вината. Така е. Меѓутоа не може Наум да биде надвор од обвинението за подкуп. Невозможно е. Не знам за ВМРО зашто тоа сама да себе много си пука со тоа што Наум не е второ обвинет. Може би Наум е медиаторот помеѓу ВМРО и Зоран Заев. Наум сака да се представува како медиатор секаде и сегде, меѓутоа во овој момент е далеко од медиатор, дури мислам дека е отсутен од држава. Бидејќи ако се сеќавате некаде почетокот на годината ВМРО тргна во една кампања против Наум, која беше жестока, траеше 3 дена, 4 дена и одеднаш косо нож беше пресечена. Па добро, сега, Наум не ми е обсесија, многу не го пратам Наум што прави, само знам дека е фолирант и тоа го прави као многу битен. Не, он е обичен кодаш на туѓи служби, туѓи држави. Интереси, да ги крстиме сега служби, бидејќи треба да имаш докаж. Да кажам за туѓи интереси. Што ќе се случува во СДСМ? Според сите мои анализи, Зоран Заев, ако евентуално стане нов премиер на Република Македонија, ќе мора да удри на неговата заменичка госпоѓата Радмила Шекеринска, бидејќи таа поделба која владе во врвот на СДСМ, Зоран Заев да ги контролира делегатите, Радмила Шекеринска да ги контролира општинските комитети е апсолутно неприродна. Еден мора да биде газда. По изборот на Зоран Заев за евентуален премиер на Република Македонија, првата работа што ќе направи Зоран Заев е да удри на структурите на Радмила Шекеринска. Зоран Заев мора да формира влада. Ако не формира влада, во многу брзо време ќе ги изгуби локалните избори. Може би сакал да се пазари со ВМРО, ДПМН за нека концентрациона влада, меѓутоа тоа во овој момент не могу дозволат ниту Бранко Царенковски, ниту Зоран Верушевски. Тоа што го направи Зоран Заев е што е исклучително штетно за Република Македонија, дека ги повампери сите големи албански амбиции на албанските политички партии во Република Македонија. Изминатите 10 години им беше земен чаламот на албанските политичари во Република Македонија. Тие добиваат тендери, беа документирани за тие тендери и со таквата документација или документирано за тие тендери беа држани во раце од страна на Сашо Мјалков. Со доаѓањето на Зоран Заев да може да формира влада во Република Македонија, целата таа стратегија на Сашо Мјалков беше адаптирана. Зоран Заев ги повампери амбициите на албанските политички партии, направија тиранската платформа, им се врати чаламот и сега делуваат како клучен фактор на македонската политичка сцена. СДСМ или ВМРО мора да ги прифатат нивните барања ако сака да коалицираат со нив. На тој начин, освен Зоран Заев, не постои ниту еден сериозен политичар во Република Македонија кој би коалицирал со албанските партии. Во овој момент многу се поголеми шансите СДСМ да биде водечка партија кај албанците во Република Македонија, отколку СДСМ да биде водечка партија кај македонците во Република Македонија. Всушност СДСМ на крајот мора да заврши како сериза составена од 3 дела. Едниот дел кој наликува на старото СДСМ, вториот дел составен од албанците, можеби Теута Арифи или Ермира Мехмети, односно луѓе кои гледаат дека пропагаат структурата во ДУИ или нивните позиции во рамки на ДУИ, тие да преминат во структурите на СДСМ, и третото е СДСМ да биде составена од тие првенци на тој невладин сектор во рамки на Република Македонија. И таа симбиоза на Сириза варијанта, СДСМ, невладин сектор и одредени албански структури ќе ја направи многу кревка позицијата на СДСМ на македонската политичка сцена. Меѓутоа, во овој момент Зоран Заев нема никакво друго излезно решение освен да ја турка таа стратегија и тоа сценарио. Со еден збор СДСМ очекува многу неизвестна иднина ако не формира влада. Во наредниот период од неколку недели СДСМ мора да ја радикализира ситуацијата. Се уште за тоа нема никаква поддршка од Вашингтон или структурите на Доналд Трамп. Тука се поставува прашањето како СДСМ ќе влезе во еден таков ризик да ја радикализира ситуацијата, да направи влада и да ги добија следните избори ако нема добиено јасен сигнал од Вашингтон. Какви се односите на Бранко Церенковски и Зоран Верушевски? Па она што јас знам лоши, меѓутоа ја не верувам дека се лоши. Ја не верувам дека се лоши. После 20 кусур години пријателство не верувам дека може да бидат лоши. Стојат ли цело време Зоран Верушевски и Бранко Церенковски зад Зоран Заев
и ово што сега се прави? Па да не стоја они позади него, Зоран Заев немаше ни градоначалник да биде. Господине Палевски, директно ќе ја праша. Дали Бранко Цренковски со помош на Зоран Заев и Зоран Верушевски им се свети на сите бизнисмени во Република Македонија, кои во мандатот на ВМРО ДПМН Направиле пари. Направиле пари и му свртиле грб на големиот Бранко Цренковски. Сигурно. Сигурно. Рекет е направен из државата од Зоран Заев. Пример, Силјан Мицевски. Каде е во истрагите околу Трансмет? Трансмет е мало бебе во однос на бизнисот што го направил Силјан Мицевски во Битола 3, со ископ на фиктивна јаловина. Вела дека зетот на Силјан Мицевски е во исклучително блиски. Еврофан дека е во исклучително блиски односи со Зоран Заев. Па точно. Еден од луѓето кои има влијание врз Па Васко, функционирањето на токму Зоран тоа е Заев. проблемот. За како може да се излезе од кризава или да се најде политичко излезно решение, која меѓу другото 30% од времето се користи во мешетарење и бизнис рекет низ државата. Вие се познаете со Зоран Верушевски. Да, од 95-та. Во иста партија сме. Од 95-та, мојата бивша партија, мора да нагласам. Имаше обвинување на ваша адреса дека користите дел од бомбите на Зоран Верушевски и вршите рекет во Република Македонија. Добро. Меѓутоа малце тие обвинувања се смешни. Прво, ја не сум вршил рекет. Латас мене ме посочи као рекетар со тоа што на најсмешен начин човекот објасни дека никој не му бара пари него. А го компрометираат низ YouTube каналот Никола Тесла. Значи тоа Латас мене ме посочува во кривична пријава во СЈО. Значи вие сте посочени од Драган Павлович Латас дека сте Посочен сум као Никола Тесла, а не сум. како собственик на YouTube каналот Никола Тесла. Да. Преку кој бе А во исто време кажува дека никој не му бара пари. А е рекетиран. Тоа мене малце ми е нејасно како. излегува неколку бомби преку каналот Никола Тесла. Да. Собственик ли сте вие на каналот Никола? Не сум како можеме да бидам собственик. Меѓутоа се познаете со Верушевски. Па како не се познавам, ти кажувам од 95-та, три пати сме учествувале на избори, кога сме победувале на избори. Бил и Верушевски дел од штабот, неофицијален, бидејќи бил секогаш во безбедносните структури, не може да биде со одлука на ЦЕО. Меѓутоа бил секогаш присутен во штабовите републички, кои се подкрепени и имаат легитимитет со одлука на Централен одбор. Се опрашали ли Верушевски дали сите снимени материјали му ги има дадено на Зоран Заев? Па, не сум го прашал, а иначе и не треба да го прашам, бидејќи после 40 години безбедносни служби на Верушевски, еден од постарите и континуитет од безбедноста наша, жива, е Верушевски. Сигурен сум 100% дека има само еден дел дадено и дека редакцијата е направена за да може да се менаџира Зоран Заев. Бидејќи според некои информации кои се неофицијални, ајде да речеме и шпекулативни, дека најмногу 1/3 од снимените разговори му се дадени на Зоран Заев. Значи, Васко, не можем да ги мерам, бидејќи би требало да лажам, да импровизирам. Колку материјал му е даден од севкупно некој материјал што постои, не знам, слушам бројка од 3.800.000, меѓутоа тоа се слушам бројка, тоа не е релевантен извор, не е доказ, да кажеме шпекулација. Меѓутоа, тука го веќе ги отвори бомбите, е излезното решение по мене. Политичкото излезно решение во Република Македонија е едноставно. Ако оваа политичка криза настана со бомби, во моментов имаме два конфронтирани лидери на македонски партии. Едниот е содржина на бомбите, другиот е собственик на бомбите. Значи Никола Груевски и Зоран Заев. Никола Груевски и Зоран Заев. Во ниту една варијанта во блиска иднина не смее да се дозволи човек што е содржина, не го оценувам добар или лош премиер би бил Зоран Заев или бил Груевски, да се бават со политика, па дури и на местото лидери на тие политички партии, од праксата што до сега нели лидерот е и премиер. Затоа што кој стигне може оваа држава веќе да оценува, бидејќи интегритетот на државата на крај се персона и по хиерархија е персоната премиерот на владата.
Кои се калкулациите, анализите или размислувањата на двете водички македонски партии? Почитни гледачи, ВМРО-ДПМН го чека месецот јуни, кога истекува мандатот на специјалното јавно обвинителство и кога веројатно ВМРО-ДПМН преку своите структури во Уставниот суд ќе го прогласа специјалното јавно обвинителство како една неуставна категорија во рамки на правосудниот систем на Република Македонија. Втората битна работа, ВМРО-ДПМН го чека изборот на нов помошник на државниот секретар за прашањата на Балканот и на Западниот Балкан или делот на Југоисточна Европа или наследникот на госпоѓата Викторија Нулан. Бидејќи се дека нема избран нов наследник на госпоѓата Викторија Нулан, ВМРО-ДПМН нема со кога да се договара во рамки на американската администрација за сите политички разврски во Република Македонија. Значи ВМРО-ДПМН во моментот чека наследник на Викторија Нулан. Третата битна работа е дека ВМРО-ДПМН прават политичка анализа до каде дојде чистката во партијата, дали да го повторат моделот на Љупчо Ѓоргиевски, да жртвуват еден, двајца или евентуално тројца видни членови на својата партија и да може така политички да преживат или да направат одредена чистка на околу 100 луѓе во врвот, вториот или третиот ешелон на ВМРО-ДПМН и да биде формирана нова политичка партија која ќе го искористи бранот на незадоволство од тиранската платформа и ќе победи на следните локални и парламентарни избори. Иако долгорочно ДП на Мендух Тачи и БЕСА, партијата БЕСА, треба да бидат стратегиски партнери на партијата ВМРО-ДПМН, се уште ВМРО-ДПМН има одлична соработка или одлични линкови со партија на Али Ахмети. Гледате, почни гледачи, секогаш кога ќе се заборави на тиранската платформа, тогаш Али Ахмети на одредени медиуми, Телма, 21 или Алсат ги испраќа Артан Груби или Бујер Османи или во парламентот го праќаат Ала Џафери и Џеват Адеми да го отворат повторно прашањето на таа тиранска платформа. Колку почесто Дуи го отвора прашањето на тиранската платформа, толку повеќе паѓа рейтингот на СДСМ и расте рейтингот на ВМРО-ДПМН. Тоа мене ми дава за право и денес да констатирам, почитувани гледачи, дека и во овој момент ВМРО-ДПМН и Никола Груевски имаат исклучително добри тајни средби и комуникации со партијата на Али Ахмети и дека Али Ахмети, сакајќи или не сакајќи, го срозува рейтингот на СДСМ и го крива рейтингот на ВМРО-ДПМН. Всушност, таа дружба која траеше 8 години не може преку ног да биде заборавена. Сума сумарум на ВМРО-ДПМН, албанскиот политички фолклор или албанскиот политички фактор, му е битен за изборите во градот Скопје. Ако Коце Траневски или некој друг кандидат на ВМРО-ДПМН сака да ги добие изборите во градот Скопје, им се неопходните албански гласови кои би ги добили од партијата БЕСА, партијата ДП или партијата ДУИ. Инаку партијата ДУИ не може да победи на избори во гости врво Тетово, тоа покажува искуството и досегашните изборни резултати без подршка на партијата ВМРО-ДПМН. Со гласовите на СДСМ, партијата ДУИ не може да победи ниту во Тетово, ниту во Гостивар. Оттаму партијата ДУИ не сака да ги струши сите мостови кон ВМРО-ДПМН, без разлика на целиот тој жесток политички вокабулар кој го употребува од последните неколку недели. Споменка и Ѓорги Лазаревски. Добро. Кои се тие? Појма не. Не бе, стварно не. Па вие сте влашки зет, сигурно ги знаете. Бе, влашки зет. Ја и жена ми уопште не размишлям влашки зет или македонска снага. Не, стварно, појасни ми, помогни ми. Па Ѓорги Лазаревски е зет на Хари Коста. Добро, во однос на зборуваме за пуч, така? Па, тој е За човек, пуч. тој е човекот кој е Па за бомбите ме. Кој- После Латарски ме тужи, пак. тој е човекот кој е главен всушност тама. Тој има достап Добро. до системот на прислушкување, Добро. бидејќи Верушевски е 10 години надвор од тој систем. Добро. Ѓорги Ама Лазаревски не, е согласи беше, има врска, па што ме праша влашки зет, нема врска, ја Па добро. согласите нема. Немам бизнис согласи. Ѓорги Лазаревски е всушност човекот кој е одработува целата работа. Вака се, ако говориме околу начинот на кој се е дојдена опозицијата до бомби, ако говориме на кои се луѓето, кој е нарачател, како е тоа направена, веќе треба малце поширока елаборација. Кој според вас Ево вака. ги снима бомбите? Па, кога ќе одговориме двајцата на едно прашање едноставно, тоа ќе знаеме кој ги снима бомбите. Прво, гледаме дека ВМРО со своето однесување демонстрираше по мене, после 10-11 години, буквално с досади со владење, покажа сериозна машинерија и пружи отпор на сериозен непријател, бидејќи ВМРО не се бореше со СДС, се бореше со State Department, Сорос и цела една екипа. ВМРО покажа сериозна организираност внатре партијата. Кој колку крадел, како крадел, ја повтарам, тоа ќе се каже судот. Меѓутоа, као партиско делување покажа сериозна организација и жилавост. После све ова што пројде овие 3 години. И сега,
гледаме денес, деновиве во парламентот како се подготвени да прават будали од себе, само да издржат на политиката која ја зацртале у партијата. И тоа го гледаме сите, го гледаме у парламент. Како е возможно таа партија да ја снима цела Македонија и да не употреби бомби у политичко делување? Кај се бомбите на ДПМН? Многу едноставно прашање, по мене круцијално за да дојдеме до снимачот. Добро, ние го кажавме тоа снимачот. Каде се бомбите на ДПМН, кој зарверуваш дека нема да употреби бомби ВМРО ДПМН низ разни канали како Никола Тесла? Во ваква ситуација. Па посебно оваа сега ситуација што е направена со 67 подписи за мандат. Палескен, велите дека изборите треба да донесат концентрациона влада. По мене изборите не се ни цел, ни средство сами по себе. Бидејќи избори има во Америка, избори имаше и во Турција. И гледате, тамо изборите се користат за расчистување со одредени остатоци и мини. Најдобро е нови избори, меѓутоа Ние имаме тука структури кои се наметнати од Deep State-от или State Department-от, од CIA, од Сорос. Значи без разлика кој ќе ги добие изборите, ако не расчисти со тие остатоци, со тие реликти, со тие нагазни мини кои ни се оставени во системот Македонија, ќе биде кревка и наредните 10 или 15 години. Значи Македонија мора да влезе во процес. Видите, дали го сакаме СЕО или не го сакаме СЕО е ирелевантна категорија. СЕО е неуставна категорија. Вие може да направите како сакате СЕО, меѓутоа направите го на уставен начин, бидејќи вака сега го десторзирате системот. Системот не функционира. Васко, морате прекинам, доека не одлучи Уставен суд, то не функционира. Уставен суд чудно не одлучува. Чека ВМРО да дојде јуни за да одлучи Уставниот суд дека СЕО е неуставен? Добро, ваljda, не знам. Бидејќи тоа е стратегијата. Меѓутоа и овакво СЕО не е обвинителство како што треба да функционира. Прво, по број е малце на сработени предмети, лошо се сработени предметите и крајно селективно се сработени предметите. Невозможно е да има толкав број на снимени разговори од власта за опозицијата, а опозицијата да нема ни еден предмет во СЕО. Невозможно е тоа, од 1.300.000. Затоа што излага дека власта сама себе се снимала. Пак се враќаме на почетокот. Клучното прашање. Каде се бомбите на ДПМН? Не може да нема ДПМН бомби кога во своето делување сега во моментов покажа дека е подготвена и нема лимит во чување на своите политички позиции. Ако има 3.800 3.800.000 снимени разговори, а се функционални во СЕО околу 1.200.000, 1.300.000, како што кажуваат луѓето. Да, она што е јавна изјава на Зоран Заев. Значи, задовелам како што кажуваат, бидејќи неговите изјави тешко човек може со веродостојност да ги третира во секој момент и на секое место, меѓутоа еве да прифатиме дека ова е баш точна, едно од точните изјави на Зоран Заев, тоа значи дека 2/3 ги нема. Добро, ги нема. Тие ќе се појават. Не се појавуваат, тоа е контролата врз Зоран Заев. Така? Да. Од кого? Од Верушевски? Сега Верушевски. Не можам да знам дали е Васко Верушевски. Системот е многу поголем. Не е Зоран Верушевски професорот, битен. Професорот е еден, кажав претходно, еден континуитет безбедносен на 25 години. Било кој што има било какви намери безбедносно да делува во Република Македонија, секогаш ги зима во предвид безбедносните континуитети или позиции или авторитети безбедносни кои се наоѓаат во Република Македонија. Не можеш ти да направиш сериозен проект кој што е овој со вистината за Македонија, а уствари е вистина за ДПМН, без да ги заобиколиш тие стари авторитети, без да го заобиколиш Сашо Мјалков, Верушевски, претходно Богоевски. Нема шанси. Вела дека Пошто е масовен проект. Вела дека Верушевски е најдобриот ученик на големиот Тошо Шкартов. Па дали е голем Тошо Шкартов или не, за Бранко Црвенковски е големиот авторитет Тошо Шкартов. И Бранко Црвенковски е дете на Тошо Шкартов. Значи, структурите на Тошо Шкартов денес сушност оценка владеат. Да, тоа може и Мирка Велиновска ти го потврди, да, Тошо Шкартов е идеолошкиот креатор, па и кадровски креатор на све ова, што денес гледаме. Лют ли е Верушевски на Зоран Заев? Оба не можам да знам, јас со Зоран Верушевски не сум се видел 7-8 месеци, 10 година дена, не знам од кој излезе. Многу ми навела дека всушност тој е осигурачот кој не дозволува договор помеѓу Зоран Заев и структурите на ВМРО ДПМН. Добро,
Професорот Берушевски е крут во делување политичко, он е голем безбедносен стручњак, барем така сака за себе да каже, меѓутоа е многу крут во политичко делување и мислам дека проблемот од решение, професорот има шанси да биде и проблем за излезно решение, политичко. Дали американската администрација во Македонија е изненадена од луѓето кои се на улица? Од иницијативата на луѓе кои протестираат? Па тој е коментарот на Чез Бели е дека он очекувал дека иницијативата е во раководството, во функционерите на партијата, а не во членството, меѓутоа сега признал дека е изненаден и шокиран од иницијативноста на членството, а не на функционерите. На ВМРО ДПМН. Да, говори, бидејќи он ги окривува ВМРО ДПМН, дека се они креатори на последниве протести кои се случуваат. Ја мислам дека овие протести се и болji од ВМРО ДПМН. Дека ВМРО не може сам да организира вакви протести. Па, мотивите се сосема други. Дека учествува, сигурно учествува, не сакам никога не да брана. Меѓутоа, таму има еден куп луѓе кои се неопределени, нормални луѓе и кои се навредени од албанската декларација, да ја кажам. И сега, да повторам, ова што го прави Сорос и неговите колумнисти е стварно навредливо, понавредливо него ли Села, кога Грчев го кажува тоа што го кажува, или Тричковски. Вие бевте прв човек на Скопската организација, 99-та година, ако не се лажам. Да. Многу мина нели велат, овие протести биле најголеми, оние протести биле најголеми протести според мене, ако ги трнеме на Благој Филиповски во комунизмот кој се протестираше за одбрана на интересите на македонците во Бугарија и во Грција, значи во историјата плурална на Македонија последните 25 години се 99-та година. Да, и победата фалсификатот на председателски. И победата на Борис Трајковски со албанските гласови кои Мендух Тачо му ги стави. Значи, вете, сензитивно е македонското граѓанско тело, македонските граѓани на такво, ајде да речеме, некоректно политичко вмешување на албанските политички субјекти во македонскиот политички простор. Македонецот секогаш реагира на злоупотребата на албанецот. Секогаш. Тоа е. Меѓутоа, тука има уште едно подпрашање, Васко. Зошто таа иста америчка администрација за Борис истресе 200.000 гласа, а за Зоран Заев само 50? Евентуално 60. И 70. Недоволни Зоран Заев да биде премиер. Америчката администрација му кажува на Зоран Заев дека треба да биде премиер, меѓутоа америчката администрација направи све Зоран Заев да не биде премиер. Значи, американската администрација сакаше да има продлабочување на политичката криза во Република Македонија. Точно. Освен Зоран Берушевски, можеше и Централен интелидженс да има бомби и да го искомпрометира Груевски до безкрај. Тоа не го направи. Што е тогаш финалето? Финалето е редефинирање на Македонија и на регионот. Ќе бидеме компензација за Северно Косово. За Северно Косово. Сериозна опасност се носи минимум. Немам аргументи за ова, меѓутоа се она што се случуваше Васко последниве 2 години наведува на таков заклучок. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, почитувани гледачи. После рекламите се вратиме да одјавиме емисијата. Малпигија маргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав. Ацерола алкалоид. Таблети за чвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Cold Max.
со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечера можете да проследите ексклузивното интервју со господинот Лупчо Палевски или поранешниот председател на СДСМ за градот Скопје. Ни се гледа идната недела во истото време 19 часот и 30 минути на канал 5 телевизија. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.